бомбончиња. Колку се? Еми, 7 гроша. Ќе земате или не? Ќе земаме. Ајде со здравје, одам да ги донесам. Ајде. Ние дојдовме по бомбончиња. Колку се? Еми, 10 гроша. А мне ни беде 7 дена. 7 гроша. Амо скапе, денес се 10 гроша. Ако сакате, земете, ако не. Еми, добро. Ќе земате или не? Ќе земаме. Ајде со здравје, одам да ги донесам. Дали можеш уште овој пат да ме пишеш на вересија? Како еден месец чекав? Ама ти да знаеш, интересот си расте, не може повеќе да чекам. Еден месец, еве ветувам и ќе вратам. Еми добро, ма да знаеш, интересот си расте. Ајде со здравје. Со здравје. Ако нема овај Петре, па не можам масло да си купам. Па и јас сакам малце солца да си купам, и него го нема. Па ти задолжен си кај Петрето? И јас сум задолжен, пиша сум задолжен, ама мора да се купи. Туку многу скапе. Па и јас не можам од долго да излезам, веќе 100 години пишам сум кај него. Еми добар ден. Добар ден. Ти за масло, ти за сол беше. За масло бев. Ни јајца не можам да спржам без масло. А јас без солта чорбана не можам сам да направам. Само вода и месо ми е. Така, ти беше Митре. Митре, еве имаш долг тука 10 гроша. 10 гроша? 10 гроша, не можам да ти дадам масло. Треба прво долго да го вратиш. Ти... Ако бе 10 Петко. гроша? Петко, еве све тука запишам, ти Петко. Имаш долг 9 гроша со интерес. Аман бе човек што направи, значи више не Многу пише долг. си скап. Па многу си скап. Не сум многу скап, така е китапот. Ајде, добро, ево ти. Дај! Дај се едно масло, па сега треба да Навери се се. јаде. Дајте. На. Значи, пак на вересија. Па пак, мора да се јаде така. Почекайте следеќето. Бомбончињата ги изедовме. Да не ги купуваме, многу се скапи, по јаболка да јадем. Скапи се, отите ви играјте се. Ние многу сме заборчени кај Петре. Па и ние, јас те гледам сега да слугувам за да ги вратам парите. Кој е скап, ама нема друга продавница во селово. Дури 3 сати е да одиме на другото село, не се исплаќа. Тоа е, мора од кај него да пазариме. Тој на нашата мака се богат. Сестра да си ватиме работа, тоа е, мора да се јаде. Ајде, со здравје. Гледам све преболи. Аху, домаќине, имаше на луѓето, тие борџи, 5 гроша ти 10 земаше, вересија. Ве стигна казната Божја. Те стигна. Туку, оди ти отвори го дучанот, викни го Екимот. Ние имаме пари. Ке го вика. За до крајот на животот да преживеме. Ајде, ке го вика. Ајде. Кога ќе се богатиш на туѓа мака? Ама ајде, ако има лек, ќе има и век. Ден, дојдов за долгот, што собрав толку колку што бараш. Не мора да го враќаш. Платен и претплатен ти е. Оди земи си на вратата, имаш бомбончиња за децата. Ајде со здравје. Да, со здравје. Не ги примаше парите, не знам. Не ги примаше парите, чудо нешто. Да не боли. Не знам. Знаеш дека глувците ми го изгризка железото? Леле, како така? Тие глувци да ги отепаме, веќе. Море да ги отепаме глувци, не ќе беше лошо, знаеш?
Не брачно и железо па сме видели. Ебе, пријатели, шо слушам глувци железо да јадат. Кај сте нашли пак такви глувци? Како не јадат? Јадат. Јадат, пријателе, ти најде да ни Ти кажеш. најдеш да... Добро шум сите така викате, ама јас таков глушец во животов неам виден, ама бога ми не неам слушнато за таков. Тука ајде, шо велите ви? Јадат. Ти најде да ни кажуваш? Јас таков вид на глувци никогаш во животов неам слушнато. Тука ајде. Абе, жена ми велеше да не се мешам во вакви работи, што ќе му вели сиромавија на богатија. Ај, да не се мешам во вакви работи. И кога богатите го верувале сиромавијата, глушецот железо ќе ајде за нив.